По 2-годишна пауза повторно се организираат бадниковите поворки во нашиот град. Сето ова е под Бадникови поворки Сдруженијето од Скопје, овдека во Прилеп. Јас сум координаторот кој што те помагам за организирање на овие поворки. Бадниковите поворки, овие дечиња кои што се тука, ни ги символизираат ангелите, оние кои што го најавуваат Христовото раѓање. Како што самите ангели, кога се родил Христос, најавиле радувајте се, слава на Бога во вистините, така и овие дечиња ни представуваат радост и ни кажуваат да се радуваме за раѓањето на вечниот Бог. Дечиња оваа година имаме повеќе од 100, дури денес на последната проба се пријавија, а утре со самата поворка очекуваме во поворката да ни се приклучат уште повеќе, така да покануваме кој што е во можност и да присуства, да не гледа и да ни се приклучи на самата поворка. Започнуваме од тука, од Камената бина, каде што во 10 часот ќе присуствува и градоначалникот на општина Прилеп, господинот Борче Јовчевски. Под приредбата и песничките кои што ќе ги кажат дечињата тука, продолжуваме низ Старата чаршија, од тука се враќаме повторно тука, кај Камената бина и продолжуваме кон најблискиот храм, односно црквата Свети Кирил и Методи, кај нас позната како Параклис. Денеска имаме план да поминеме и да ги известиме сите дека утре во 10 часот започнуваме со поворката, за да може да биде што е можно помасовно и да се радуваме сите и со радост да го дочекаме Христовото раѓање. Дечињата со нив воопшто не е тешко да се работи. Многу се радуваат и мислам дека со нетрпение очекуваат да се случи настанот. Ги спрема песничките, ги учеја и дома и многу од родителите зборуваат дека дури во маркет и дома и секаде каде што одат си ги пеат песничките. Така да се спремавме околу 3,5 недели. Имавме 2 работилници за изработка на звездичките, така да вклучени беа во се, неколку родители помагаа за спремање на бадникови колачи. Така да спремни сме и утре со радост да си прославиме сите.